Ако поморот на риби во десниот магистрален канал кој се гледа на снимките на социјалните мрежи е последица од излевањето на јеловината од рудникот Саса, тогаш еколошката катастрофа од Каменичка река преку акумулацијата Калибанци, реката Брегалници и магистралниот канал за наводнување има драматични димензии со далекусежни последици. Може само да се претпоставува колку отровни материи со каква контаминираност на водата и до каде стигнале на својот пат од јеловиштето до крајните корисници. Проблемот е сложен, бидејќи водата од Калиманци се испушта од дното, па ако дотаму стигнала контаминацијата, тогаш процентот на отровноста е сериозен повеќе од колку што јавно се кажува. Секако, отежнителна околност е што поради завршување на наводнителната сезона во ова вештачко езеро преостанале само 15 милиони кубици вода, што е близу до биолошкиот минимум. Се би било помалку штетно доколку целокупната зафатнина од 120 милиони кубни метри би била полна со вода, бидејќи не е исто 3000 кубици јаловина да се влеат во такво езеро или во десеткратно помало. Тоа што од друга страна е поволно е фактот дека наводнителната сезона е завршена. Испустите на браната се затворени, па опасните материи од јеловиштето ќе останат само во незиниот акумулационен простор. Дали тоа ќе биде помор на целокупниот рибен фонд и друг животински свет, веројатно ќе се знае наскоро. Рибостопанските концесионери на браната сигурно ќе бараат одговори какви последици матниот тало ќе остави врз рибните капитални примероци на сом, краб, клен и други видови, бидејќи несомнено дното кое е под вода ќе биде покриено со рудниот тало. После ова, кој знае кој поред истекување на јеловиштето во Каменичка река останува отворено прашањето. Колкава цена плаќаат Македонска каменица и регионот по течението на Брегалница за експлоатацијата на руда од рудниците Саса и ќе поведат ненадлежните инспекциски и други служби сметка за исполнувањето на пропишаните стандарди за заштита и безбедноста на опасните за околината јеловишта.